Добре дојде дома. Благодарам што одвои време да дојдеш тука, за да ги кажеме сите оние новини кои што се случуваат моментално во твојот живот. Љупка, после денодение кој што излезе 2012 година, твоето првенче, подготвуваш и нова книга. До каде? Значи, во подготовка ми е, односно привршувам со подготовка на втората стихозбирка. Се вика Лек за времето. Содржи 40 песни и можам да кажам дека за разлика од денодение, каде тројката беше символ на светото тројство и сета она символика што ја содржи бројот 3, Лек за времето, отворено или скриено, насекаде има слободата како мотив и како символ. Значи, кога зборуваме за слобода, мислам на слобода на човекот, пред се слобода кон самиот себе си. Значи, она најблиску што е до совршенство на човекот. Барем јас така сметам дека ако си ја најдеш собствената слобода, тогаш можеш да кажеш дека си најблиску до совршенство. Слобода во општеството, во времето во кое живееме и секако слобода во љубовта. Ако денодение на некој начин ја разбрав дека не е деноночие, туку е денодение затоа што ноќта ти се претвора во ден, па функционираш навечер како кога функционираш дневно, што треба да значи лек за времето? Изнаоѓаш лек за време? Обично се вели дека времето лечи се, нели? Дека оставаме времето да ни ги излечи сите рани. Меѓутоа, ако човек се запраша, седне и малку подлабоко размисли, всушност времето е тоа кое што ни остава простор ние да се лечиме, а воедно и го лечиме него. Например, ако речеме дека времето е некој доктор и пред него има, пред неговата врата толку многу пациенти, редно е да се запрашаме и кој и како го лечи времето. Зборуваш постојано за некакво ослободување, совршенство кое што го добиваме и доколку успееме да си направиме разговор со себе, па се почувствуваме дека некако сме растеретени. Се случи ли тоа во твојот живот за да настане лек за времето? Се уште трагам. Трагам по слободата, да. Меѓутоа се будам секој утро со барем едно зракче светлина, барем едно зракче ослободено во самата себе си, за да можем да го почнам денот, но лично сметам дека сум се уште многу млада за да кажам дека сум ја нашла целосно слободата во мојот живот. Ке треба уште многу време и да се лечи времето во тој правец. Така, веројатно и совршенството доаѓа со годините, можеби со искуството. Што се случува со оние 40 песни? Од кој период се? Значи, дали се случи некоја од тие 40 песни да не им најдеш место во денодение, па да ги ставиш во лек за времето, или? Овие се песни пишувани во изминатите 2 години. Значи, ако има 1-2 постари песни, кои што ги најдов низ тетратките чепкајки од порано, денодение си беше еден циклус, еден концепт кој што се затвори. Сосема ова е слично, но нешто друго. Значи, преовладуваат песни за љубовта, преовладуваат мотиви, како што спомнав, за слободата, за сето она што го гледаме и што го чувствуваме. Преку мои очи се разбира сето она што се случува околу нас и она што лично мене како автор ме преокупира. Инаку, освен слободата, искреноста, значи, е второто нешто што може да се види и да се најде во мојата поезија. И, како што кажува и стихот, кога ќе се тргнат маските, не сакам да видам лице, туку сакам да видам душа. Сега те прашувам, каде најде толкова искреност во луѓето и во околината околу тебе за да создадеш една книга со 40 песни? 40 песни и не се многу. Не се многу. Ама искреноста е... Да. Треба да се биде отворен и да се зборува тоа што се мисли, да се отвара срцето и да се види што има внатре, тоа да не се шминка, да не се прави од него нешто што тоа не е.
Мислам дека на таков начин и светот ќе биде едно многу поубаво место за живење, а она што уметниците го создаваат, без разлика дали е поезија, дали е проза, дали е ликовно творештво, ќе биде многу поубаво, затоа што шминката во тој уметнички свет е нешто најлошо што може да и се случи на уметноста. Што е кујна на твојата инспирација? Многу тешко прашање. Имам повеќе кујни на мојата инспирација. Секогаш со себе носам пенкало, што пишува, и ливче или тефтерче, и буквално пишувам насекаде, затоа што инспирација добивам и кога одам. Мојата работа е таква, јас сум постојано на терен, значи може да се јави на сред улица инспирација, од некое ливче што паднало на дрвото, од некое дете што плаче и ја влече мајката да му купи нешто, без разлика. Може да се јави во доцните сати кога сите по дома спијат, насекаде. Добро, тука ќе преминеме на нешто што се вика антологија, а во таа антологија имаше место и за тебе, да кажи нешто повеќе и за ова? Да, значи летово добив покана да бидам дел неколку мои песни да се најдат во антологија на љубовта и страста. Тоа е една антологија во која што ќе бидат застапени поети родени во 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Уредник е познатата поетеса Марта Марковска. Значи би требало некаде таа антологија да биде објавена и да се промовира на есен. Јас навистина сум многу горда на себе да речем што успеав да влезам, затоа што таму ќе се најдат значајни и познати имиња на македонската литература. Антологија на љубовта и страста, во сите овие инспирации кои што досега ги спомена, растеретувањето на човекот, не ја спомена љубовта. Љубовта е дел од секоја моја песна. Значи, без разлика дали зборуваме за слободата, дали зборуваме за растоварување, дали зборуваме за тага, за болка, љубовта секогаш на некој начин си наоѓа место во секој стих. Пред да го започнеме интервјуто, кога разговаравме, ми спомена дека поет не е само да седи дома или на клупа во парк и слично и да пишува, туку напишаното никаде да го прочита, да го слушнат сите. Не само да го напишеш на книга, книгата да се продаде и на тој начин да стигне. Затоа што имам чувство дека ако го слушнеме, тоа многу поубаво влегува во глава и можеш да препознаеш што сака авторот да каже само доколку го слушнеш, не да го прочиташ. Учествуваш и на поетски читања, а од неодамна си добитник на награда на Слем надпревар, одржан во Струмица. Да, се трудам да учествувам колку што можам и колку што врските го дозволуваат тоа. Се разбира тоа што живеам во Гостивар на некој начин е хендикеп заради тоа што обично тие случувања се централизирани во Скопје и во други поголеми градови. Гостивар е малку посиромашен во тој однос, нели работата, семејството си го прави своето. Летово учествував и победив на првиот Слем надпревар во Струмица. Претходно имав такво искуство во Прилеп, 2 години читав на Слем надпревар. И сега некаде околу 20 септември, конечно и во Гостивар ќе се случува нешто на тој план. Значи планирано е едно поетско читање во рамки на караванот на Друштвото на писатели на Македонија, Почувствувај Македонија со 6-тото сетило, така се вика, и покрај членовите на ДПМ, значи ќе имаме свое учество и неколку локални поети од Гостивар, каде што ќе се представам со дел од мојата поезија. Сега, ако те прашам на кој начин ги комбинираш овие две професија, ти е новинарството, љубов ти е пишувањето? Па и новинарството ми е љубов, меѓу првите. Така, кога сме деца и кога растеме, сакаме да бидеме се и се што, меѓутоа, од кога знам за себе, јас пишувам. Значи, пишувам, дали е поезија, дали се раскази, дали се состави, сум пишувала и есе исто, а во новинарството секојдневно, сега не е тоа пенкало и лист, сега се тастатури, нели треба да се пишува, меѓутоа се разбира, во новинарството се работи за факти, се работи за други форми, поезијата е мој начин на самување, мој начин на откривање на нештата што ги имам во себе, а не можам да ги искажам на друг начин. Ме поправи дека и новинарството ти е љубов, како што ти е љубов и пишувањето. Не мислиш ли дека животот е прекраток за повеќе љубови? Не.
Мислам дека животот е доволно долг ако го искористиш времето што го имаш за вистинските работи. А ако го трошиш безпотребно, тогаш секако дека ќе ти се види краток. Љупка, благодарам за одвоеното време уште еднаш. Ќе ти посакам во најскоро време да се случи промоцијата на твојата втора книга и секако да бидеме и дел од таа промоција како што бевме и на денодение. Ви благодарам и вас, успех и тебе.